Претеничката група на СДСМ се повлекува од расправата за новото задолжување од 260 милиони евра преку конзорциум од 8 банки. Атмосферата се вжешти откако председателот на собранието Африм Гаши назначи друг пратеник да ја води комисијата за финансирање и буџет наместо председателката Сања Лукаревска од СДСМ, која изминативе денови ја закажа комисијата за веднаш на почетокот да ја прекине. Председателот на партијата Венко Филипче рече дека овој заем има огромна камата од 4,5%, а парите од задолжувањата одат во партиски фирми во контролирани тендерски постапки и затоа тие се повлекуваат од комисиската расправа. За потегот на Гаши најавија кривична и интерпелација. Се зголемува вкупниот долг за 2 милиарди евра за само 2 години. Е зголемено задолжувањето на земја пари, кои што ќе ги враќаат следните генерации. Вкупниот долг, кој што беше 8,5 милиарди евра во 2024 година, сега е близу 11 милиарди евра. Имајќи предвид дека ова е веќе пракса на председателот на собранието Африм Гаши и со тоа го крши деловникот, најавуваме дека ќе поднесеме кривична пријава и интерпелација за председателот на собранието. Бојан Стојановски од ВМРО-ДПМН ги отфрла обвинувањата од СДСМ и вели дека заемот ќе биде искористен за капитални инвестиции и обврски што доспеваат за плаќање од еврообврзницата. Што е важно за македонската јавност од аспект на овој финансиски пакет? Прво, дека има најповолни можни услови кои што во моментов се достапни на пазарот и убедливо најповолни услови кои што некоја земја од регионот ги има обезбедено. Второ, дека со овие средства ќе продолжи интензивното реализирање на капиталните инвестиции. Крунски доказ и факт зошто СДСМ денеска покрај сите оние денови пресконференции нема да учествува на расправата е дека со дел од овие средства ќе се финансира втората транша на исплаќање на еврообврзница земена во 2020 година, се извинувам. Во однос на најавената кривична пријава и интерпелација за Гаши, според Стојановски е очен политички потек и ги повика СДСМ да поднесат кривична и за него, кој од председателот на собранието е назначен да председава со комисијата.